Јас од тука ќе се обратам и ќе се потрудам што е можно и пократко и поконструктивно да се изјаснам по однос на амандманот. И ова го нагласувам од интерес на јавноста, бидејќи сега дискутиравме за амандманот. Ниту се збореше за број на членови со амандманот, ниту се збореше за типови форми на собственост на институции и така натаму. Со овој амандман вели, покрај условите од ставот 5 на овој член, мандатот на член на органот на управување во установата или јавната установа може да престане во следните случаи: по негово барање, во случај на смрт или губење на деловната способност. Доколку неоправдано отсуство на седниците на органот на управување 2 пати последователно или 3 пати во текот на една календарска година, ако установата или јавната установа има негативно мислење од извршена ревизија на материјално-финансиското работење или ревизија во врска со работењето на установата или јавната установа, ако се утврди дека во постапката за негово именување дал невестини податоци и ако се правосилна судска пресуда во текот на извршувањето му изречена казна или прекршушна забрана. Читав многу брзо, бидејќи веќе беше кажано, само за јавноста да знаеме зашто ни оваа конкретна дискусија. Голем дел од репликите се однесува за типот, текот, изборот и назначувањето. Амандманов не е тоа. Ако се уклучевме таму, можеме да збориме и за политика, дали се вешани вакви прсти, дали имало вакви интенции, какви случаеви, за да кажуваме конкретни и да се надмудруваме подолг период. Не. Ова е практика. Станува збор за амандман, кој што е стриктно насочен кон причините, односно начините за прекин и разрешување на органите. И навистина би сакал таков однос да имаат и од заменик министерот и представниците на владата, бидејќи ова се работи кои што се случуваат и ви решаваат проблеми во секојдневието. Во работењето, во случаеви кои што навистина се потребни. Ќе се вратам и на законското решение, ги извадив и член 56, 57 и 58 кои што регулираат оваа материја. Ќе се навратам и на нив преходно, но сите овие овдека наведени со овие измени, со прифаќањето на овој амандман, вие имате брза, јасна и конкретна ефикасност на постапување во дадени ситуации. Значи во законот, ако идеме веќе, ќе дојдам од тука, не мора да потем ќе го фатиме другото. Вели вака: во случај на нарушување на работењето, односно вршењето на дејноста на установата или ако установата не ги извршува со закон утврдените обврски, а што не е последица на неизвршувањето на обврските од страна на основачот утврдени со актот за основање, основачот може да презема мерки со кои се обезбедуваат услови за непречено работење на уставата. Дали знаете, почитуван министер, какви све сцени овдека ние снимале во оваа собраниска комисија, па и на пленарната сала, заради тоа може, ама не мора. Дали знаете колку ќе ви олесни од вас одработите некој што ќе го толкува некој орган некаде, а збориме за разрешување за повреда на работењето. Од ова чисто од закон, да не го повторувам повторно. Може, ама не мора. Во 57 се кажува, се смета дека настапило како е што е, и 58 кажува исто можни солуции. Сега, ќе се вратам повторно на амандманот, да не отидам јас во друга насока. Што е спорно ако некој на негово барање согласно закон веднаш му прекине мандатот? Што е спорно доколку преходно не е наведено во смрт или губење на деловната способност? Дали има нешто полошо доколку некој орган, медицински или здравствен, сега не се сеќам точно како беше постапката за утврдување на губење на деловна способност, имаме ризик некој да учествува и да носи одлуки на органот. Веднаш, штом се има тоа, по сила на закон се отстранува и се назначува друг. Ако неоправдано отсуство на седниците на органот на управување 2 пати последователно или 3 пати во текот на една календарска година, не е случајно ни увастајано. Знам дека сте имали случаеви секогаш. Има сериозни луѓе и има несериозни луѓе. Некои биле назначени, едноставно отсуствува. Не мора секогаш да биде ради субјективизам или да биде ради несериозност, можеби од некои други причини. Но дефинитивно не можеме да дозволиме да имаме пречки во работењето на јавните институции, заради тоа што некој не се појавил на закажани седници, состаноци или важни одлуки кои ми извеште и така натаму. Да не ги смуваме. Многу практична работа. Уште кога ќе се назначува и покрај овие точки што ги кажувавме, лицата треба да се бидат свесни дека тоа е одговорна функција и доколку се случат вакви ситуации, лесно ќе се надмени со ова законска
ситна, односно несуштинска измена. И конечно, се извинувам, стигаме до ревизиите. Односно 4 типа се на мислење што ги дават ревизорските институции. Конкретно, вели на крајот од извештајот не изразува мислење, има негативно мислење, има позитивно мислење. Дали треба да коментираме што значи негативно мислење? Тоа значи дека таа институција не спровела процедури, немала соодветни финансиски извештаи, давала лоши податоци, не ги почитувала стандардите, не се почитувала хиерархијата и се воздржува мислење. Не кажав, не искажувам мислење, тоа беше првото. Се воздржува мислење, најлошото. Значи, тоа е серија на работи кај што се утврдува со негативно мислење, практично се докажува, односно се потврдува нефункционирањето на тие органи што требале да си ја вршат работа, без оглед колку внимание сте направиле или сте вложиле при нивното назначување. Им била дадена шанса, тотално потврдиле. Со негативното мислење, секој еден ден потоа, тие луѓе на места, тие органи прават штета на јавниот интерес. Многу ефикасна мерка, што доколку се утврди негативното мислење, тука веќе нема што дискусија. Ниту на тој што ви дал шанса, ниту на тој што ве избрал, ниту пак на тие што очекуваат од вас. Со тоа, вашето завршило. И тука веќе едноставно, и на тој што ги назначува му се врши услуга, едноставно ефикасно се прави, негативно мислење, давајте нова постапка, можеби со следниот ќе имаме поголем квалитет, подобри компетенции и поголема надеж дека таа институција ќе даде подобри резултати. Ако се утврди дека постапката за негово именување дава истини податоци, да, сте направиле све и мери систем, сте внимавале, не лажал, подметал други документи. Дали треба тој човек уште таму да биде? Се разбира дека не треба. Како што реков, практика, се утврдили тоа, немаме потреба од преписки, немаме потреба од посебни тела, немаме потреба од други постапки, се утврдили дека не истини податоци, тој си оди. Отпочнуваме постапка за нов. И јас така ги гледам на овој амандман, кој што би бил од исклучителна корист за сите. И за тие што се сега, и за тие што ќе бидат утре. Како што реков од почетокот, не е политика, овој амандман се однесува на чиста полезна пракса. Ви благодарам, председателя. Благодарам, почитувам,